Двете одлуки кои ги донесе владата, мерките за ограничување на бруто профитните маржи, кои овај пат беа скалести 5, 10 и 15%, од Државниот завод за статистика, што ги имаме информациите, дадоа добри ефекти. С незадоволни како влада. Пред се имавме имавме дефлација во однос на март месец во однос на февруари. Тоа беше некаде 1,3%, а исто така имаше и намалување на процентот за трошоци за храна и пијалоци, некаде околу 3% на март месец во однос на февруари месец. Крајните резултати ќе ги имаме на крајот од завршување на мерката, која треба да заврши на крајот од април месец, и тогаш од Државниот завод за статистика ќе ги имаме официјалните податоци, со кои податоци точно ќе знаеме колку од прилика ова мерка дала заштеда на едно просечно македонско семејство во однос на трошоците на основните прехранбени производи кои ги користи во текот на еден месец. Одлуката, мислам, завршува на 30 април. Од тие податоци кои ги имаме и како ќе се однесува, да речам, трговците во иднина, ќе зависи тоа дали ќе има нови мерки или нема да има нови мерки. Не само што имаше казни, казните собраа, мислам дека преку 3 милиони денари од казните кои се изречени од страна на Државниот пазарен инспекторат, меѓутоа исто така да напоменам дека во овој период се направени преку 600 инспекцијски контроли во трговијата на мало и големо. Имаше на 8 објекти затворање, а тоа беа претежно овие увозници на овошје и зеленчук и така натаму, кои што на некој начин пробаа да изиграат мерката. Контролите ќе траат до крајот на самата мерка и наредниот период до 30 април. Онаму каде што ќе бидат утврдени неправилности, ќе бидат санкционирани со казни. Да напоменам, прекршочните казни изнесуваат од 500 до 10.000 евра во зависност од големината на маркетите и трговците на мало и големо, а исто така и можност се и затворање на одредени трговци, односно маркети.